Добро вечер, сум Васко Ефтов, во емисијата во Центар на Алса Тем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи. Бидејќи во наредните 50 минути и вие и јас имаме право да ја знаеме вистината. Во неделата на 24 март се одржаа локалните избори во Република Македонија. Резултатите се такви какви што се, почитувани гледачи, и ние во вечерашната емисија ќе направиме анализа зошто на тие локални избори беа постигнати такви резултати какви што беа постигнати. И власта ми се чини беше изненадена, тој го каже Илја Димовски на пресконференцијата од така големата победа на ВМРО-ДПМН на овие локални избори. Па што да ви кажам, овие локални избори и овие избори воопшто се карактеристика со еден софистициран фалсификат на кој не му требаат инциденти, му требаат супер мирни избори, бидејќи државата функционира овдека се гледа веќе како еден систем на организиран криминал на фалсификување и по кој не можете да се борите во основа. И не знам која екипа и каква промена на било која опозиција би можело да ги победи државата кога е против, кога не е неутрална во изборите. Да, во овој случај тоа е главна карактеристика која ги бележи нив и тоа е најдепримирачката карактеристика. Прачковски, кога би биле свесни дека така лесно ќе ги добија локалните избори, веројатно ќе даде и предвремени парламентарни избори. Реално имаше одредено изненадување од големината на победата кај ВМРО-ДПМН. Веројатно во одредени градови кај што беа најмногу исплашени, кој што беше Охрид, кој што беше Прилеп, таму веројатно машината фрлаше и работеше многу повеќе од тоа што го очекува, па се направи разлика во Прилеп 10.000 гласови разлика, во Охрид 7.000 гласови разлика. Пред година и пол дена на реални гласови, на реални избори СДСМ победил со 200 гласа разлика во Охрид, плюс гласовите на ВМРО-НП, на ЛДП, тоа било некоја разлика од 2.000 гласови разлика. Овде тоа е изнивелирано како со гума, знаете, стопено како во некој експрес лонец, како во некоја микро бранова печка. Атмосферата на локалните избори која во логика на нештото и опозицијата ја загреа до максимум, ги претвори во референдум. Власта после учеството, одлуката на опозицијата да учествува, целата машина до максимум ја вложи и сега по тој притисок изненадено од тоа колку тој притисок всушност кај македонците функционира. Инаку полициски коли носеле гласачи, кутии се заменувале. Овие возови уште со пустици изгледаат и фалсификување на лични карти, изгледаат најлесни и највака за лажење направени. Меѓутоа, начинот, притисокот од предизвиканата и исплашената власт дека ќе има промена, нивните внатрешни анализи зборуваа за сосема друг сооднос, предизвика жесток притисок, кој па сега роди со ваков тип на отклон, на страв, бидејќи локалните избори имаат ваков една карактеристика. Централната власт останува на сила. Луѓето се плашат од УЈП, од полиција и не се плашат од нешто друго. А тие се уште на власт, остануваат уште една година, барем до предвремени или до редовни 2. Према тоа на локалните избори притисокот од власта централна е ефективен. Бидејќи они можат да им се осветат се уште и тешко се бранат локални избори. Значи, тешко вие може да контролирате фалсификат на локални избори. Посебно што има 80 општини, 80 штабови, 80 можности оперативно да се делува на терен. И има луѓе кои велат дека додека ВМРО-ДПМН фрлаше бугарски летки ги губеа сите избори, откако се качи на бугарски возови ги доби сите избори. Не, тие едноставно крајно авторитарно ја користат државата за изборите и доколку тоа го прават, а немаат намера, те така остануваат на власт, нема да има избори во Македонија во кои некој друг има шанси било какви. Значи, воопшто ова прашање што сега е тема на дневен ред, каква е опозиција, дали она внатре ќе се анализира, не, е неморално да се постави, мислам да ја мразите опозицијата, да чувствувате гнев према неа, не е морално да се постави во светло на ваков фалсификат кој е изведен и кој нема шанси да се промени, они истото да го користат цело време и само го усовршуваат и го усовршуваат. Реално ВМРО има некој плафон, некој бетон 480.000 гласови на изборите 2008 година. Од тогаш па намо перманентно се намалува бројот на гласови и сега заедно со гласовите на Струга и на Кичо се некаде 430.000, околу 320.000 има освоено македонската опозиција. Опозицијата има намалување во споредба, да речеме, со 2011 за некаде 50.000 гласови, ако ги земеме гласовите на Лјупчо Георгиевски, Жерновски, Стојанче и на Љубе Бошковски, некој намалување за околу 100.000 гласови. Тука се поставува клучното прашање, тоа што го прави власта го прави.
Ако тоа е прво или второ прашање, тогаш трето или четврто прашање, што прави опозицијата? Вие бевте едно коавторите на таа стратегија за бојкот, за отпор, за француски клучеви. Дали може би таа стратегија не беше погрешена? Дали може би таа стратегија не ги отпргна неопределените гласови од СДСМ? Дали може би таа стратегија не го направи замор на материјал во рамки на опозицијата? Бидејќи последните митинзи на опозицијата и на отпорот, а и сега за локалните избори покажа дека енергијата е изгубена дефинитивно. Па ако сте биле присутни на тој дел на некој од тие митинзи, ќе знаете дека кога траеше отпорот и когаш некаков заеднички амалгам се создаде меѓу невладините, граѓански, опозицијата како жртва, енергијата на протестите беше најголема и надежта беше најголема. Во Скопје немаше. После тоа немаше енергија, господин Пачкаси. Претходно имаше во Прилепно и таму се изгуби 10.000 гласови разлика, знаете. Едноставно таа енергија. Мојата поента е следна. После неколкуте промени и гестови кои може опозицијата мораше ги направи, не знам, се не влагам у тоа. Меѓутоа, враќање на своите партиски интереси пред се, учество на локални, одеднаш се направи преки, нормално, со претходната енергија, кога го имате граѓанското општество воглавном, на невиден начин до сега во историјата, поврзан со опозицијата. И тоа беше сосема нов момент на опозицијата. Можда опозицијата тоа не можеше го тера, бидејќи ќе мораше да заклучи дека треба да се судри институцијски со системов, што ја мислам дека на крајот повторно ќе се врати како опција, бидејќи на овој начин она не може да го победи системот. Затоа што не го има на режимот, ја има оперативната држава против себе, добро, која не е неутрална, него е... Ако развиете таков амбиент, дека не се борите против партија, туку се борите против режим. Ако развиете таков амбиент дека на избори не може да се порази Никола Груевски, ако развиете таков страв дека тој е семоќен и непобедив, како тогаш ќе ги мотивирате вашите гласови? Или како опозицијата ќе ги мотивира, да не бидам некоректен кон вас, како опозицијата ќе ги мотивира своите гласачи да излезат на избори кај што може да биде поразен Никола Груевски? Како ако од друга страна велите па не може да се порази на избори, ќе се порази преку револуција, преку улица, вие нема да ги плашите. Кај македонецот не постои историско искуство на такво рушење на власта. Значи, ние сме немали историско искуство изминатите 50 или 60 години на такво рушење на власта, на кое би се повикале. Не знам, бугарите има 2 или 3 пати преку улични протести рушење на власт. Може тоа го има во Србија 2000 година. Во Македонија немаме такво искуство. Како тоа да се направи? Меѓутоа, во секој политички систем тоа искуство мора да се присвои. Без него не можете да го направите односот кон сопствените институции. Не можете да ги легитимирате. Да ги Последица од вашиот заклучок е следен. Обратно, македонците одма се престроија кон она што го видоа како супериорна посилна сила од која опозицијата се повлекува и резултатот на изборниот пораз е всушност отклонување на еден неутрален дел кон посилниот. Бидејќи искуството на заедничко функционирање беше абортирано, прекинато поради други интереси, веројатно и внатрешно партиски, тоа имаше 5-6 крупни градоначалнички бирократи кои веројатно имаа логика зашто се залагаат. Потоа тоа беше опасно со тој внатрешен судир во партијата исто присутен, не е тоа спорно, меѓутоа тоа пак ги соочи со недоволна одлучност да се судри со институциите. Сега каква дилема ќе имаат сега, што мислите? Дали ќе се вратат во парламентот на начин што као ништо не се случило, као ние продолжуваме? Истиот проблем ќе го имаат сега со делегитимираните национални институции. Сега ќе седат, морат ко невести да седат натре. Што ќе работат они всушност во овој парламент сега, после избориве? Што ќе работат? Они ќе го легитимираат Никола Груевски да разговара за името за кое тој нема да разговара. Што добиле владата, што добила од германската влада? Добила едно писмо во кое вели: обидете се во 3 точки да покажете иницијатива како конструктивна страна во прашањето по името. Они не им бараат да го решат. Они им бараат да покажат конструктивност. Како нашите ќе го разберат тоа? Повторно ќе глумиме конструктивност до јуни. Ние сега треба тоа да го покриваме. Он повторно нема да го реши прашањето, барем тоа крупно национално прашање да го реши, да речеме се жртвуваме, нешто се движи. Напротив, ќе помине јуни без никакво решение. Со глумење на конструктивност, па дури по сугестија на нивните пријатели. Ние стоиме тотално во бара. Од друга страна, во таа бара, власта е засилена, опозицијата уште дополнително губи. Ситуацијата е резигнирачки лоша. И добро, што понатаму? Опозицијата ја градеше својата стратегија дека Груевски Милошевиќ и таа стратегија, да бидеме фер и искрени, не поминува
добро кај македонскиот народ и таа стратегија не може да помине се доаѓа меѓународната заедница. Путава таква бланко подршка на Никола Груевски. Како да успеете да ја наметнете таа стратегија кога очигледно е дека не постои амбиент општествен и меѓународен да биде наметната таа стратегија? Да, не брзете со заклучоците. Таа стратегија е стратегија на подолг рок. Таа е сериозен судир. Тоа не е тактика предизборна. Таа стратегија мора да се базира врз вистина. Кога сте во такви дилеми, најдобар пријател ви е вистината. Не можете да речете дека ние живееме у демократија и сега ќе промениме стратегијата и ќе бидеме супер конструктивни затоа што ние живееме сепак во некоја демократија. Не. Ние живееме во диктатура, нашите состојби 5 маркера кои ни ги дава Европска унија. Тоа е слобода на медии, партизирана администрација, партизирано судство и немање бизнес амбиент, сите се влошени. Нема лага околу тоа, нема компромиси околу тоа. Ние на некој начин опозицијата треба да се држи до тие вистините прво основи. И со години го кажувате тоа. И со години постојано се повторува диктатура, Милошевиќ. Зашто некој да го сме... Не, компарациите со Милошевиќ се други. И се извинувам, господин Прачковски. Работното лето СДСМ го почнува со сооднос 1,18:1 на анкетите, некаде 21% ВМРО ДПМН, 18% СДСМ, тоа бе анкетите со почетокот на работно лето. Прави широка коалиција со Лјупчо, со Стојанче, со Љубе, со партијата на Жарновски. Апсолутно вложува енергија, значи се одработува работното лето, доаѓа митинг од 28-ми, подоцна почнува бојкот, протести и така натаму, и на избори со однос од 1,36:1. Значи тоа се покажува дека можеби е сериозно промашена стратегијата на опозиција. Не. Се покажува дека е недоволно одлучен актерот во промоција на стратегијата која е рискантна и која бара судир. Мислите дека неодлучноста се гледа во врвот на самата партија? Неодлучноста е генерално кога го менувате. Од една страна имате до крај одење во бојкот на институциите кои не се легитимни, од друга страна ги легитимирате институциите преку избори, тоа многу тивки избори кои нормално се фалсификувани. Што очекувале они да власта ќе даде еве сега поклон ви дам за да победите, па малку да... Беа збунети гласачите, беа разочарени веројатно гласачите, веќе вие во еден момент како со топол нож го сечите путерот и одите на избори. Сега се чита по колумните дека дека Цренковски бил уценет од најтесното раководство на партијата. Не знам што се случувале. Вие ме влечете на внатрешно партиски дебати, ја немам увид во нив како е. Не, зборам само колумните што беа напишани. Моje мислење е дека опозицијата повторно нема да има дилема. Ке мора да се врати врз комбинација на вонинституционална и институционална борба. Како ќе ја стратегира, како ќе ја постави, со кои сили? Прашање, не можете да се подпрете врз овие институции. Власта што планира? Власта планира да формира една партал опозиција, во која во еден момент ќе даде како Мојсија 10 точки кои не сме ни една опозиција да ги отвори, и потоа ќе преговара со таа опозиција да ја вклучи во идната власт, кога ќе му досади евентуално од владење. Кога се сака да се одмори. Тоа е планот. Планот на власта е да растури сега социјалдемократската. Како да се бори СДСМ? Биејќи знаете тешко е вие да му објасните на вашето членство дека коалицирате со Лјупчо, со кој сте се гледале така како што се гледали изминатите 20 години, сте се пцуеле безмалку на политичка сцена, значи сте се газали еден со друг и се коалицирате со Лјупчо Ѓорѓевски. А го прекрате во исто време Бучковски, Бузлевски, оне Виктор Цветковски од Комано, Стефчо Јакимовски. Едноставно ми се чини дека опозицијата се соочува сега со дилема дали ќе влезе во нова рунда на раситнување, ако се направи таква нова политичка партија, или ќе најде сили да влезе во нова рунда на окрупнување. И веројатно во зависност од кои две варијанти, една од тие две варијанти ќе биде избрана, ќе зависи од кој правец ќе се движи. Не, најтешката дилема на опозицијата е да го врати авторитетот пред герганството кое предходно се спои со неа, по моје мислење. Овие дебати кои вие кажувате, мислам дека скоро никого веќе нема да интересираат. Ќе се отворат пред Конгресот во мај. Знам, ама нема да интересираат никого. Ќе ги гледаме онака, ама нема да ни бидат посебно значени. Посебно значајна беше новата енергија, историски новата енергија, која во еден момент се создаде меѓу опозицијата, Социјалдемократскиот сојуз, посебно кој немал такво искуство никогаш, кој бил партија во институции и кабинети, првпат со населението. Тоа беше на некој начин истрошено, мислам, без доволна процена колку е значено. Сега ќе мора да му се вратат, да го обноват, кој ќе го обновува тоа, лидерот ќе биде под притисок, како ќе го абсорбира овој лош резултат,
Многу е подепремирачки, претпоставам, пораз од сега, отколку тоа што беше 2008 или 2009 година. Бидејќи сите го чека Царенковски на Белкон, сите смета дека Царенковски има секогаш некој скриен адут во рацете, се покажа дека 2011 година безмалку ја донесе партијата до победа, но 2013 година победата е многу подалек отколку што беше 2011. Да, и морам да кажам дека јас го знам него ака од долг период во различни ситуации. Јас мислам дека он целосно се даде во скоро да немам замерка на неговите говори, неговата енергија која даде. Има тука нешто што структурално не се вклопи со гласачкото тело. Дали гласачкото тело Македонија смета дека овој режим се уште не е дотрошен, се уште има време, тоа некакви инстинкти се, дека он детево може уште малку да потрае, дали ние не сме го допрели екзистенционалното дно. Може би треба да акнеме скроз во дно. Дали треба да видат они дека ова со меѓународна поддршка околу името е нешто што може да го направи он или не. Веројатно еден период ќе помине, оваа година ќе помине во тоа преиспитување. Повторно ќе мора опозицијата да ја играе улогата во нов или во ист состав, врзан за вонинституционалните енергии. Без тоа, институциски, овој тип на диктатура не може затоа што да се победи, бидејќи ги злоупотребува институциите на државата кои мора да бидат неутрални према партиите. Тоа го прави на еден директен, безпризорен начин и тешко ви е да се борите со тоа. Не можете 100.000 гласа кои ги крадат да ги вратите на нормален начин. Не можете. Било која опозиција, нова сега ќе сојдете. Вие, кој сакате, соберете, нема да можете да се борите на начин со кој, кога ви крадат во лице и ви се смеат. Најмирни, најсталожени шведски избори од надвор. Невидливо за посматрачите. Дали после мајскиот конгрес македонската опозиција ќе влезе во нова рунда на окрупнување на опозицијската структура или евентуално ќе влезе во еден нов циклус на политичко раздробување на опозицијските гласови во Република Македонија. Тоа што се случува сега, таа бројка и тој резултат на ВМРО мене и не ме изненадува. ВМРО веќе од некаде референдум од 2004 година го повторува тој резултат приближно 430-440, 2008 година е пикот со некаде 480.000 гласови, победува со 310.000 гласови 2006 година, меѓутоа заедно со гласовите на Лјупчо Георгиевски тоа било некоја бројка 370.000 гласови, но 440.000 гласови е некоја оптимална бројка која ВМРО веќе покажува кондиција на сите избори да ја повторува и да ја прави. Тоа што мене ме на некој начин буни, неам логичен одговор како СДСМ не успеа таа бројка од 370.000 гласови да ја задржи во услови кога ја зголеми својата опозицијска коалиција. Од друга страна, кога ќе погледнете листите на СДУ, има некаде 20.000 гласови, на листа на оние сателити на Михаил Младеновски или Бучковски и така натаму. Кога видите советнички листи во Команово, во Кавадарци тежат 15.000 гласови. Советничка листа на Стефче Акимовски тежи некаде 9.000 гласови. Фија Цановски топтан ги дава торбешките гласови кои биле за коалицијата во Струга и во овие други места. Да не збориме Ресен, да не збориме Скопски општини така натаму. Се доаѓа до некоја бројка 60-70.000 гласови опозицијски кои не се донесени на купчето. Зошто? Некаде треба да се менува таа стратегија. Гледај, ова што го наброја ти е дел од одговорот како ги изгубиле гласовите попат, меѓутоа морам да ти кажам дека немам решение за тоа. Јас ја утнав мојата прогноза. Јас искрено верував дека по енергијата по која ја сведочев, дека во овој изборен циклус опозицијата ќе го допре негде број од 390.000, 370.000, нешто над претходниот број. Мојата прогноза беше зрела опозицијата за таа бројка. Да, и начинот на кој се случи падот, искрено да ви кажам, мене ме збуни. Ја немам сега тука да глумам одговори на тоа прашање. Они ќе си направат внатре партиска анализа. Мене ме чуди тој страф и таа прифатливост кај населението на притисок. Во отсуство на борба. Како можете да се согласите да ве притискаат и така мирно додите во таа смисла? По онаа логика, па нема јас сега да го менувам тоа, ако овие не успеа, овие се пресилни, веројатно, и ние ли ќе имаме проблеми со тоа, тој елемент нас не чини. И тука немам решение. И затоа сметав дека одењето на едно проширување на фронтот и перманентен судир, отварање на сериозна политичка криза, не оваа петарда што се случи,
ќе биде повторно прашање на опозицијата, повторно сега. Ги изгуби изборите, што ќе прават? Како тоа ќе изгледа националното ниво на власта во Македонија? Со заклана опозиција која служи за подсмев во парламентот во светло на овој резултат. Они ќе мора да најдат решение за тоа и ќе ја компензираат таа ситуација кога паднаа, влагајќи во институциите, договарајќи се со Филе, со кого сакаат. Сега ќе треба тоа да го вратат во базата сопствена. Вториот обид е исполнет со иронија. Ќе викаат сега пак ќе не лажете, тој проблем имаат сега потешок, нели? Но тоа се ќе мора повторно да го поменат. Таа борба ќе мора да отворат вака, на овој начин тие единствено ќе дојдат на власт ако се договорат со ВМРО. Ај пуштете ни малку, ќе бидеме добри, овие 10 прашања нема да ги отвараме и ќе бидеме дел од една коалиција, а ти одмори се малку да изгледа дека е плурализам. Таква опозиција, мислам, не ми треба. Во ваква политичка кондиција за добивање политички избори во Република Македонија, Али Ахмети тоа го прави некаде од 2002 година па нааму, Никола Груевски тоа го прави од 2006 година па нааму, на Али Ахмети и на Никола Груевски не им се потребни кинески прстени, а ќе бидат во политичка кондиција и без тој инструмент да ги добијат сите избори во Кина евентуално. Што понатаму, господине Белави? Власта победи на изборите, победи убедливо во македонскиот и албанскиот дел, и што понатаму бидејќи преку тој систем на чести предизборни соочување и на чести победи на изборите, власта се го продолжува векот на траење, но едноставно прашањето што понатаму после овие избори. Ја мислам дека тука имаме две прашања. Првото прашање е дали власта конечно, значи после повеќе ескиважи во однос на меѓуната заедница, по прашањето на името, дали конечно ќе пристапува сериозно кон тој проблем или пак ќе смисли нешто, инциденти, ќе фингира нешто за да се оправдува тоа, како што случи во минатото, како што случи пред година дена и пред 2 години. Значи, перманентно го одложува на 6 месеци решавање на проблем со името. Ја мислам дека бар предпоставувам дека има некаков джентлменски договор, дека после овие избори што ги добила како што ги добила, мислам дека би требало нешто да направи. Меѓународната заедница без малку не сочека да се исуши мастилото на победата на ВМРО и на ДУИ и веднаш ги прогласи за мирни демократски избори, односно за мирни и ненасилни. Ние нели претпоставуваме дека тоа значи демократски. Значи веднаш ги прогласи, промптно ги прогласи и Брисел и Вашингтон. Тоа значи дека едва како да чека да завршат изборите, ја покрие победата, ја печатира победата на ВМРО-ДПМН и што понатаму. Прво, ја мислам дека во квалификацијата недостасуваат клучни сегменти кои се стандардни за изборите во рамките на ОПСЕ ОДИР. Значи, недостасува квалификацијата слободни, демократски фер. Значи, изборите биле мирни, ненасилни. Што и така и беше. Да, немаше насилство, што предходила тоа, например, како било медиумското представување, колку власта ги контролира медиумите, колку троши буџетски средства, колку небуџетски средства, како влијание институционално врз администрацијата, другите сегменти на општеството, потоа субвенциите и ред други сегменти. Тоа се стави на страна. Значи се пренебери дека тоа се правеше, сите тоа го гледа, и странците. Ја мислам дека тоа не е случајно. Тоа значи се вклопува со тоа што сме го кажале порано. Значи, меѓуната заедница власта ќе ја прогледа низ прсти, се додека убедена дека има шанси нешто конкретно да направат во однос на решавање на проблем со името. Се доека ВМРО-ДПМН фрлаше бугарски летки, ги губеше сите избори. Од кога ВМРО-ДПМН се качи на бугарскиот воз, ги доби сите политички избори во Република Македонија. Тука 7 години имаме власт на Никола Груевски, никаде 5 години влада на Никола Груевски и Али Ахмети, победуваат на сите избори кои се случени последните 7 години во македонскиот дел и последните 12 години во албанскиот дел, од страна на Али Ахмети, и немаме решавање на неколку клучни прашања кои ги тиштат, кои го мачат македонскиот, албанскиот народ, македонското и албанското општествено милје, и што понатаму. Али Ахмети покажува дека може да го истолира Никола Груевски многу повеќе од тоа што ние претпостававме. Никола Груевски покажа дека може да ја залажа меѓународната заедница многу повеќе од тоа што ние претпоставуваме.
И Алија Ахмети и Никола Груевски покажа дека и во ваква криза финансиска каква што е во Република Македонија, те може да најдат многу повеќе пари да ги елементираат своите политики од тоа што ние претпоставувавме. И што понатаму? Во еден момент може би ќе секне пара, може би ќе секне меѓународната поддршка и дали тогаш би влегле тие две структури во некој конфликт внатре во владата или би продолжили понатаму да функционираат овие принципи? Видите, би сакале меѓународната заедница, власта тука би паднала за 24 часа. Значи не сака. Да. За сега не сака, се надева на решавање. Ако не се решава, ја мислам дека дебело ќе платат овие што ја водат владата сега. И јас претпоставувам дека господин дал толку ум да знаат дека знаат што прават и дека нема да ја прават таквата грешка, да не го решават проблемот. И јас мислам дека сега, одма после изборите, би требало од македонската страна да се излезе со некаков став. Дали тоа ќе биде документ, дали ќе биде меморандум како поавансирано тој што беше одговорен во однос на грчката страна, тоа ќе видиме, но нешто ќе се случи, каде што ќе се дефинира, значи рамките на решавање на проблемот со името. Потоа, најверојатно финалната верзија ќе следи понатаму. Како услов да се добие датум за преговори. Ако не се случува тоа, јас претпоставувам дека има и такви елементи во нашата власт кои можат да ја обструират ситуацијата и да смислат нешто. Ево, например, не е случајно премиерот си иде и после изборите у Кичево, па се случува многу што и да ја заошри вештачки ситуацијата и пак да бара оправдување, купува на време за 6 месеци. Но веќе мислам дека меѓународната заедница има информациите детално што се случува тука. Ја мислам дека тоа ќе биде кобна грешка ако се направи. Своето работно лето во текот на минатата година македонската опозиција го почна со одредено очекување дека може да биде сериозен фаворит за победа на локалните или евентуално предвремените парламентарни избори. Тоа не се случи, тука е клучното прашање. Зошто македонската опозиција не успеа тоа опозицијско расположение во државата да го претвори во своја опозицијска победа? Доминантно е тоа опозицијско расположение. Значи, можеби не е тоа така артикулирано силно колку што би сакала опозицијската јавност, меѓутоа доминантно и во албанскиот и во македонскиот дел тоа опозицијско расположение кое не се рефлектира, кое не резултира со победа на опозицијските партии. За жал мора да кажеме дека ова што е победа не е заслуга само на влијанието на власта. Значи, тука најверојатно е опрашање и неснаоѓливоста на опозицијата. И кај македонскиот дел, и кај албанскиот дел. Ево, например, кај албанскиот дел ние имаме партија која е главна опозициона партија која веќе 13 години не добива никакви избори. Мислите на ДП? Мислите на ДП? И мислам дека СДСМ направи круцијална грешка и најверојатно веќе доста треба да научат од тоа. Значи, важно е да се создаде нова структура, која структура ќе биде способна да создаде критична маса за промени, затоа што Македонија ги има сите објективни услови за создавање критична маса за промени, но структурите или не знаат или не сакаат тоа да го направат. Мислите дека се лидерски тие проблеми во опозицијата, мислам на македонскиот, мислам на албанскиот. Ја мислам првенствено се лидерски, затоа што лидерот се има објективна одговорност комплетно и значи лидерот треба да направи екипа како швајцарски сад. Мене ми се чини дека се стратегиски проблемите. Проблемите се во филозофијата на функционирање. Повеќе говорам за македонскиот дел колку за албанскиот дел, бејќи таму е Мендух Тачи, без малку како акционерско друштво има претворено партијата, меѓутоа во македонскиот дел мислам дека е тука во стратегијата, филозофијата на политичко делување. Се измени изминатите 5 или 6 години и Владо Бучковски, и Радмила Шекерински, и Зоран Заев, и Бранко Црненковски нели го дочека како ослободител на бел кон и не им донесе изборна победа како што им ветуваше. И тоа филозофијата на размислување мислам дека е клучна. Знаете, таа една реченица јас постојано ја кажам на Бранко Црненковски на последниот митинг, вели: немам што да ви кажам друго, со сите вас или се поздравив или ве видов во очи што сте тука на овој плоштад изминатите 9 месеци. За разлика од него, Никола Груевски може комотно да им каже: на сите од вас кои сте овде на овој плоштад имам завршено по една работа. Значи, тој клиентелистички, меркантилен модел на политичко функционирање на владата на Никола Груевски се покажа многу поефикасен. Да. На некоја Мара во Мариево. И е толку неважно дали во Брисел ќе биде решено македонското прашање, ма гледате таму и дават 1000 денари за Великден,
И таа гласа уште е стрекне, уште 5 луѓе ќе донесе да гласа за тие денари што за Велик ден ги дава кандидатот за градоначалник. Види, власта ги има сите меанизми за да влијае, за да влијае кај секого, кај секој граѓанин, кај секој човек. Значи, за да ја победите таквата власт, треба 5 пати да бидете поорганизирани од таквата власт. Ние на Позиплонски во Загреб го учевме еден предмет, политика и јавност, и го учевме 4 семестра и се полагаше усно пред тројца професори усно. Значи, тука има еден систем на постапки и действија, како може да се создаде критична маса за промени. Например, 2002, нели, кај македонскиот дел се создаде сериозна критична маса за промени, тоа се гледаше од месечината. Сега не можеме тоа да го гледаме. Има опозицијско расположение дека проблемот е само од филозофски аспект, туку и од кадровски аспект, затоа што кај нас 99% партијата е признат на лидерот. И дури да сте успешен, ако сте подолг период у политиката, е проблем дали ќе ве поддржува. Ево, например, сега најголема поддршка има Груевски, нели? Ако падне од власт за 6 месеци, направите анализ и ќе видите дека тоа е скроз уднота и никогаш повеќе не може да се врати неговиот рейтинг. Тоа се правила кои важат. Јас од 90% се согласам со вас. Мојата поента е следна, и да има лидерски промени во опозицијата, кои они ќе се одлучат на Конгресот во мај. Јас се плашам дека стратегијата и филозофијата на нивното размислување, резонирање и политичко делување тешко ќе може да ја сменат, бидејќи таа е како ген, како код вградена. Гледате, ајде да земе еден пример. Избори во Карпош. Кај што Радмила Шекеринска веројатно ќе победеше Стефче Екимовски. Не прифаќа да оди на избори. Кој тогаш ќе ја спречеше Радмила Шекеринска ако победеше во Карпош, ако се осмелеше да оди на такви избори, да не биде крунисан лидер, значи со акламација на македонската опозиција. Тие луѓе ми се чини дека како да не се истренирани, дека треба да ја зграпчат шансата. Тоа што го направи Груевски 2003 година, па после 2004 година лезе во еден отворен конфликт со Лјупчо Георгиевски, ја зграби шансата, ја зема власта во партијата, подоцна зема власта и во државата. Овие луѓе кои да чекат власта сама да им падне. Па народот им е крив, па народот бил Вамаровски, па народот бил Ваков, па народот ако сака ќе промени власта. Вие, тука јас би се сложил делума, затоа што менталната структура и размислување во СДСМ е поинаква. Таа, значи, наследила власт од порано, со комплетно и професионална структура и така натаму, и потоа се промени власта, си дојде друга структура која не може да ги абсорбира сите тие капацитети и многу брзо се потрошува. Нема жар за победа во нивните очи. И победата триумфална од 2002 година исто така беше склоп на посебни околности. И, значи, не е навикната структура на СДСМ да победи оперативно. Противник да го победи, туку повеќе од склоп на навтрешни, надворешни околности. Ја користи приказната. Така е. Користи амбиентот. И ја мислам дека многу што треба да се промени во СДСМ, тоа што вие го кажувате, значи комплетно една нова филозофија, дека секој глас што треба да се добие, заслужува посветеност како да добие 100.000 гласа. Значи, гледате ги искуствата. Значи, изминатите 20 години во секоја кампања СДС паѓа, не расте. Помеѓу прв и втор круг, никогаш, било да се власт, било да се опозиција, СДСМ не може да ја крени енергијата на своето политичко дело. Никој да му шеен пример, гледате, они прават коалиција за Кичево и за Струга. Не велам дали е добра, дали е лоша, дали е оправдана или неоправдана. Но Никола Груевски ја прави таа коалиција и оди искрено им зборува на луѓето во Струга и во Кичево зошто ја направил таа коалиција. Подоцна може да ја изигра, може да ја продаде, може да направи гласови од пустац да гласат за кандидатот на Дуи во Кичево. Не е важно, но енергијата се гледа. Цренковски ја прави таа коалиција, не оди ни во Струга, не оди ни во Кичево, го пушти Игор Ивановски шема да ја брани таа коалиција. Луѓето гледа дека едниот и тоа што го прави е решен и спремен, искрено го брани, вториот не. Тоа се чувствува. И веројатно тоа е она клучно, знаете, ја ги гледав снимките на Борис Тадич пред едно 4 или 5 години. Човекот излагаше пред Србија и велеше Косово не дамо, а очемо Европска унија. Значи Косово Европска унија. И немаше шанса тоа да се реши. Но тој беше толку искрено делуваше што луѓето му верува и гледаат таа негова енергија. Тука ми се чини дека повеќе препознаваат енергијата на Груевски отколку енергијата на другите. Па тоа што би ја само би посред тоа што кажувате вие. Значи, пазите, у политиката никогаш не може да отидете само во насока како се движи реката.
често ќе одите попреко или спротивно. Значи мора да направите нешто кое во еден момент е малку неприфатливо за јавност, но ќе покаже ваша одлучност, ваша спремност да се соочувате со тоа. Значи мора да докажете дека вие се силен, дека сте одлучен и дури сте спремни да поднесете жртви поради тоа. Значи тој елемент не го гледат за жал во СДСМ. А кај Груевски го гледат, значи тој освен за името, за се друго, значи се игра на карта се или ништо и секогаш добива се. Ќе видиме што ќе случи со името. Сега има една интересна политичка ситуација. Значи Никола Груевски победува 2 пати на парламентарни избори од кои доби власта, предвремени парламентарни 2008 и 2011, 2 пати убедливо добива на локални избори, еднаш победи на председателски со Ѓорги Иванов и ми се чини дека ако евентуално сака да продолжи својата политичка кариера, а да не го реши името или да го остави името како Жежо Компир на некој свој наследник, може би бидо на предвремени избори заедно со председателски избори идната година и може би се кандидирал за председателски избори. Такви некои анализи постојат деновиве, се вртат во македонските кулуари. Не велам дека се тие точни, не велам дека тие се најверодостојни, но како одредена анализа која се става на маса е можноста тој да оди за председател на државата, Тодоров, министерот за здравство, да го наследи на чело на ВМРО-ДПМН, а Пешевски да го наследи како премиер на македонската влада. Се ова што го кажувате вие, јас верувам, освен би додал, ако дава сериозна согласност и тоа на дело за решавање на проблем со името. Мислам дека ова година е клучна и одлучувачка за него. Ако искивира и овој пат, ја мислам нема да се случи тоа, туку многу што ќе се случи како аварија во државата. Бар моите информации говорат за тој план. Но ако е тој мајстор, а верувам дека е, најверојатно ќе направи конкретен чекор во однос на прашање со името и потоа доаѓа комплет ово што го кажувате вие. Да се договори со Меѓудинската заедница, доволно им беше лидер, јас ќе продолжам ше 4 години како татко на нацијата, па ќе оставим други да продолжат со власта. Бидејќи има најави дека може да се формира и нова опозицијска партија, луѓето кои биле некогаш дел од прваците на СДСМ, сега покажа дека со одредено вакво или онакво организирање може да иземат на опозицијата или на СДСМ некаде 60.000 гласови. Со тие 60.000 гласови новија локални избори, опозицијата сигурно ќе имаше барем 15 до 20 градоначалници. Да, тогаш трајно се уништува опозицијата бар за 10 години. Бидејќи знаете, тешко е вие да му објасните на гласач на СДСМ дека може да коалицирате со Лјупчо Ѓорѓевски, а го бркате Владо Бучковски. Тоа им е на некој начин многу тешко да ја разбера таа филозофија. Ја мислам дека сегашното водство си направи грешка на тој план и можеби е време да се коригира и да ги собере сите луѓе кои биле добри теренаши и да види што може да се заеднички, во која насока ќе се движат. Само така може да покаже виталност. Значи, не можете вие еден поранешен премиер да го исклучи од партија само што размислува поинаку. Или, например, Бузлевски, кој е одличен теренаж, да го исклучи затоа што се кандидирал. Па се покаже дека СДСМ да го кандидираше, најверојатно имаше. Ќе победеше во прв круг во рез. Значи, тука има две можности. Или ќе се влезе во нова рунда на окрупнување на опозицијата, или ќе се влезе во нова рунда на раситнување на опозицијата? Да. Ја мислам дека е сега моментот. Значи, сегашниот лидер верувам дека ќе може да си го победи себе си и луѓето можеби околу него што му прават проблеми и да ги сетне сите, без оглед на тоа што направиле во минато, што става им и што постапки направиле. Времето е сега да се консолидира опозицијата. Поинаку, ако се подели ова структура која стои сега на два дела, тогаш ја слободно може да кажем дека Груевски има уште 3-4 избора да ги добие. Останете со нас, тука правиме пауза за реклами, се враќаме за 5 минути со вториот дел на нашата вечерашна емисија. Биокрил Актив од алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив.
Клинички испитан производ на Универзитетската клиника за кардиологија во Скопје. Размисли уште еднаш. Дали ја оставаш чешмата да тече цел ден? Нормално дека не. Тогаш исклучи ја греалката кога прозорците се отворени. Размисли и заштеди. Шеесет години трговијата е нашиот занает. Блокмакс ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид. Локалните избори се тешки за добивање, посебно ако имате политичка битка со ваква власт, и тоа од најмалку две причини. Како прво, тешко се контролираат можните фалсификати на локално ниво, и како второ, ова влада на ВМРО-ДПМН е комунална влада и своите најголеми успеси таа ги постигна на комунален план. И токму од тие две причини македонската опозиција ми се чини немаше никакви шанси да победи на овие избори контра ВМРО-ДПМН. Што се случи на изборите минатата недела, госпоѓа Ванковска? Што де факто се случи на изборите на 24 март? Во прв миг помисливме дека се случува неочекувано, барем во размери, она што го јас нареков цунами, во смисла на победа ширум земјата на владеачката ВМРО-ДПМН првенствено и на коалициониот партнер од друга страна. Понатаму се случија етнички делби, нешто што веќе, да речам, нешто што било заскриено или сокриено со некакви надежи, сега стана евидентно и граѓаните се соочуваат со тоа. И се случи еден исто така очекуван бран на нерегуларности на изборите и можеби да речам, трагикомичниот елемент што се случи е дека откривме дека општина Центар е голема колку Шангај, па неколку кутии, нели, односно извештаи од гласачки места патуваат со денови до Државната изборна комисија. И толку ги погледнеме резултатите на опозицијата, некаде 320.000 освоени гласови на советничките листи на СДСМ и на Сдружената опозиција. Значи СДСМ некаде почетокот на работното лето, тоа е јуни и јули, има сооднос на анкетите на рейтинг во однос на ВМРО-ДПМН 1,18 спрема 1. 1,18 гласачи би гласале за ВМРО-ДПМН, 1 би гласал за СДСМ. И тоа беше најблиска разлика во изминатите 6 или 7 години на анкети во корист на ВМРО-ДПМН. Сега ги завршува резултатите со сооднос некаде 1,36, 1,37 до 1,38 спрема 1 во корист на ВМРО-ДПМН. Прв пат, изминатите 7 години, анкетите им даваа помала предност на ВМРО, а резултатите на изборите им дадоа поголема предност на ВМРО. ВМРО не криеше, всушност првите луѓе не криеа дека се изненадени од вака евидентниот, да речам, успех. Од друга страна, од тоа работно лето, тоа како постапуваа партиите, ВМРО ја прими пораката дека му опаѓа популарноста, дека мора да ги ангажира сите капацитети кои постојат, и делумно се шпекулира дека од овие фантомски гласачи увезувани од соседна Албанија и слично имаат Косово, добивано Грција. Имаат навреме добивано и лични карти и внесени во избирачки список, значи станува збор за една стратегиска, Значи, ги да речам, политика. И направиле умеѓу време староседелци. Значи не се ад хок кои доаѓаат гласаат, Значи туку се дека староседелци имале веќе. добар преглед на состојбата, на тоа што и ги на својот очекува, рейтинг. и на својот рейтинг и извлекле поуката. Од друга страна, ако следиме што правеше опозицијата,
почна со формирање на фронт, па не успеваше, зборувам за односот со албанскиот дел од опозицијата, па потоа беше цело време тргни застани и на крај ми се чини дека си пукаа во нога во моментот кога беа во еден миг барем морални победници после оние сцени на од 24 декември, кога фактички и оние кои не им се симпатизери не остана рамнодушни на тие на своја сцени, страна, ги придобија и тогаш вие добивате тупаници, добивате повик за граѓански непокор, за бойкот. И го истурате млекото кое трпеливо сте го собирале во канчето со месеци или години наназад. Тоа ќе требаше да се види. Тоа ќе требаше да се види. Ја верувам дека таа битка ќе беше тесна, затоа што власта немаше да биде 415-420 или спрема 320.000. Меѓутоа дојде до раскол внатре во претежно во најголемата опозициона партија, во ситуација кога ќе се оди на бойкот или нема да се оди, меѓународната заедница тука го прекрши. Дури мислам дека тие расколи почнат малце и порано. Знаете, ако имате 1,18 спрема 1, некаде на почетокот на јуни, тоа е сооднос помеѓу власт и опозиција која во македонски услови најавува можна победа на опозицијата на следните локални или парламентарни избори, да бидеме фер. Посебно што после тоа доаѓа окрупнувањето со ЛДП, покрупнувањето со Лјупчо Ѓоргиевски, покрупнувањето со Љубе Бошковски партијата, покрупнувањето со Стојанче Ангелов, па успешна, подоста неуспешна коалиција со Мендух Тачи и по мене има два доминантни, мислам дека ќе ги заборавам, има два доминантни датуми. Првиот е Слупчане, кога СДСМ, наместо да го одгледа тој конфликт помеѓу Али Ахмети и помеѓу Никола Груевски, одлучува да влага во националистичка реторика. Тоа беше и второто е 28 октомври, големиот митинг на опозицијата во Скопје, кој Бранко Царенковски бара да има тројни избори, референдум, предвремени парламентарни избори и локални избори. Мислам дека се тоа девете клучни, Слупчане и 28 октомври, стратешки промашувања. После другото е след на околности. Особено, значи, покренувањето на прашањето за недоверба на владата, односно интерпелација, како што го нарекоа, во кој целата реторика беше толку националистичка, што ние видовме една партија која сака да се надпреварува со ВМРО ДПМН во неговата дисциплина, во онаа дисциплина во која тој магистрирал, докторирал. Така што граѓанинот не можеше да види во што е разликата. При тоа се отуѓија оној дел, да речам, што е граѓански, ориентиран, па и албанците, и мислам дека дуи тука дефинитивно го загубија како можен стратешки партнер за некаква, да речам, коалициона влада. Поентата на Ермира беше ние немаме проблем со нашиот коалиционен партнер, ВМРО ДПМН. Ние имаме проблем со македонското политичко милје, бидејќи нема разлика помеѓу СДСМ и ВМРО. И една позиција која СДСМ ја имаше многу чиста, тоа е некаде како оние мајски протести на албанците по скопските улици кои собира 10-15, па некои проценки до 20.000, кај што 85 до 87% од албанците смета дека Никола Груевски води најштетна политика за интересите на Република Македонија. Денес со Слупчане СДСМ тоа го истори на некој начин, ко млеко по калдарма. Меѓутоа, ако се вратиме на локалните избори, јас сепак инсистирам на тоа дека таму граѓаните гласаат по инаква логика, по инаков еден така резон. И тука е исто една од стратешките грешки на опозицијата. Значи, таа тргна на голема битка, јас ја нарекувам манихејска битка на доброто и злото, во која, знаете, настапувате не политички, не демократски, затоа што во демократијата ви можете да го победите и треба да го победите опонентот, меѓутоа тоа не значи дека ќе го анулирате и дека ќе го екстерминирате и дека тој нема да постои. Тие сака да го демонтират, да му направат на демонтажа, затоа, да го демонизираат противникот. Демонизирањето беше на дело, требаше да поттикне политичка мобилизација, што до некаде го разбира, меѓутоа веќе, знаете, кога повторувате историјата, вториот пат ви се јавува како фарса. А особено ако повторувате политика од соседството и купувањето на тактиката на отпорот, на која дури представникот на организацијата Отпор дојде во Скопје и кажа: да, ама ситуацијата не е толку слична и не мислам дека е тоа вистинскиот начин. Тука гледате дека некои луѓе како да изгубија допир со реалноста. Вие тешко можете Груевски со сите глупости, со сите фаули кои има направено, да го прикажете ко Слободан Милошевиќ.
посебно во македонско милје. Некои велат дека е тоа навреда за Слободан Милошевиќ, затоа што... Дури има еден друг факт, кој дел од македонските портали го имат објавено изминатите 7 дена. Има анкета во Србија. И прашањето е кој повеќе ви фали, Слободан Милошевиќ или Зоран Џинџич? 80% од србите велат повеќе ни фали Слободан Милошевиќ, 20% велат ни фали Зоран Џинџич. Колку да се апсурдни, колку да се чудни тие бројки. Не се чудни, тие се трагични, мораме да ги примеме тие бројки и да видиме дека можеби тука на Балканот такви форми, такви модели на политичари во еден временски период и се посакувани, и се барани, и се гласани, и се воспримани и воспевани. Србија го затвара кругот. Значи, да, таа го одбележа 10 годишнината од атентатот на Џинџич, меѓутоа завршува со Дачич и Николич. На Шешел и на Милошевиќ, де факто. Така, значи, тамошната онаа напредна јавност е тотално разочарана, затоа што кругот е она back to square one, што ви кажат, назад на почетокот. И сега вие го купувате тој модел кој имал поддршка на меѓународна заедница. Овде тој фактор изостануваше. Ја не знам како опозицијата не го виде таа лоша своја проценка. Тука се битни три работи. Прво, поддршка на меѓународна заедница, што очигледно во моментов е на страна на власта, оправдано или неоправдано од овие до оние причини. Заедница во целиот регион дава поддршка на десните партии, дури и на Николич и на Дачич, заради решавање на регионалниот контекст. Второ е прашањето на време. Знаете, овој момент е дамите бират. Вие мора да го сочекате времето, кога електоратот ќе ве одбери да се вратите на власт. Вие не може да не го абстрахирате факторот време, не може да го анализирате факторот време. Факторот време во моментот ви вели не можете така да силувате и 2 пати во 4 години да барате предвремени избори. Исчекате во опозиција, дочекате шансата, реформирајте се и шансата ќе ви дадеме. Значи тоа е второ и третото е реално постои страв. Радикализација во македонски услови, значи мора фактор време да помине. Во 3 месеци бојкот и отпор, вас едноставно првичните реакции ви се реакција на страв. Што ќе се случи? Ќе ви го опсат братот, мајката, таткото, може да ви избркат сна или супругот работа. Кога станува збор за стравот, добро, јас не сум представник на, да речам, просечен македонски граѓан, зашто имам оваа моја интелектуална и професорска слобода па да зборувам се и се што отворено. Таков страв нема дефинитивно, меѓутоа мојот страв во тие моменти беше дека ние сме на работ на внатрешно етнички, односно политички конфликт. Јас сум првата која не сакам да видам насилство на улиците. Значи, повикот на таков начин одиме до крај, нема да простиме. Вие ги бркате неопределените. Апсолутно, мислам, во тој момент дури и дел од нас како интелектуалци што застанавме во осуда на власта, баравме оставки од министри, од спикерот на собранието и воопшто ја осудивме ситуацијата, веднаш наредниот ден бевме обвинети како главни, не знам, саботери на отпорот. Беа паролите француски клучеви, ке рушиме споменици, ке рушиме институции. Ова власт не може преку избори да биде соборена, мора да биде соборена со насилство, со улици. За жал, таа реторика дури и на денот вечерта на изборите, кога едва го дочекавме лидерот на СДСМ да излезе, беше некако ублажена, ама во тој тон. Одиме до крај, до конечна победа. Некој се прашува што е конечно во политика. Во политиката нема конечни зададени состојби. Ако реално ги погледнеме бројките, и ако реално ги погледнеме резултатите на изборите, тие не се така лоши за опозицијското милје во Македонија, но се лоши за опозицијата. Може делува помалку контрадикторно, меѓутоа преку некои бројки може да се каже СДСМ освојува некаде 320.000 гласови на советнички листи. ВМРО освојува некаде 420-430, значи разликата е околу 110.000 или со однос 1,36 спрема 1. Но кога ќе ги собериме, има 50.000 неважечки ливчиња на советничките листи, што е апсолутно огромна, да не речам фрапантна бројка, некаде околу 4,5 до 5% од бројот на излезени гласачи се неважечки ливчиња. Предпоставувам дека еден голем дел гласаат против или контра опозицијата со неважечки ливчиња. Второ, само 2 града ќе ви наборам. Тоа е Команово и тоа е Кавадарци, кои се апсолутно индикативни бројките. Например, Команово. Листа на Виктор Цветковски, 3368. Српска напредна странка, која е во коалиција со Виктор Цветковски, беше член извршен на СДСМ, кој го избркаа после конфликтот, што не стана градоначалник. Српска напредна странка на Милетич, која беше коалиционен, 1326. СДУ, 425. СДПМ,
фантомо на партијата која треба да ги лови гласовите на социјалдемократија 627. Сојуз на Титови леви сили 376, ЛДП да не ја спомнуваме. Значи некаде 6300 гласови само во Куманово. Кавадарци е 7500 гласови кои на парламентарните избори биле опозицијски, сега се зове сометнички листи. Два партии нека наше 15.000. Кога ќе собереме Карпош Стевче, кога ќе собереме Ресен Бузиски, кога ќе собереме Охрид, кога ќе собереме Битола и други некогаш се доаѓа некоја бројка од 50.000 такви гласови кои се растурени на 320, тоа е 370, со овие неважешки, тоа е нека 390. Тоа кажува дека опозицијата го повтори резултатот, но ја промаши стратегијата. Кога веќе го споменуваме и опозицијскиот фронт, нели, со сите овие придодадени нови партии кои влегоа покрај СДСМ и Љупчо Георгиевски, достоинство и така натаму. Го забори Фијацановски во математиките. Фијацановски кој кокетира и по некаква квази-етничка ситуација и бизнес интересов верска некоја релација. И верска и така натаму, тоа е посебен феномен, а меѓутоа некогаш е јазиче на вагата што велат каде што треба да превагне. И сега, знаете, имате еден конгломерат кој на мене како рационален гласач не ми дава впечаток дека има визија, освен дека сакам да бидам калиф наместо калифот, односно овој треба да си оди за да дојдеме ние. А што потоа? Се прашувате како може на Црвенковски да му е по-добар пријател Љупчо Георгиевски, оној со кого на оние легендарни ТВ дуели какви се не навреди си разменува, сега да ме убедат дека се во љубов и дека ја сакаат заедно Македонија, а скаран со Бучковски, со Бузлевски, со Стевче Јакимовски, со некои општински комитети на СДСМ кои се издвоија. Сега читаме дека дел од градоначалниците и инсистирале ке Црвенковски да одат на избори. Дел од нив и изгубија во Охрид и така натаму. Читаме по колумните. И дека Црвенковски со една таква минирана позиција заменил на преговори со Филе. Сега и тоа го читаме. И испаѓа дека бойкотот и отпорот наместо да ги обедини опозиционерите, ги раскара, ги раздроби и така раздробени ги пушти на избори. И тоа е веројатно главната поента на овие избори. Една сериозна индикација. Ја го разбирам целокупниот хендикеп на тоа да си опозиција, кога медиумскиот простор ти е заземен, парите, рекламите, политичката корупција преку субвенции, преку разни додатоци за разни таргет групи од граѓаните, сето тоа. Меѓутоа, ако ви се вам толку важни изборите, па морате да го извадите најдоброто како кандидати, не да пуштите некој анонимоси. Ја мислам дека она што Дуи го направи, вие да симнете вице-премиерка, за да влезе во титула. Тоа е мудрата политика на Дуи, кој знае дека во консоцијацијска демократија, етнички поделена, рамковна, просто кажано, локалната самоуправа ви е базата за водење на политика, која потоа се води во секоја од заедниците паралелно. И требат македонски гласови. И направиле анализи за кого би гласале во втор круг македонските гласачи во Тетово. Ако дојде до тоа дека една Теута Арифи е многу поприфатлива него сади беџети. И тоа е, значи, политика на аналитика која има одредена партија, која им ги сервира тие решенија. Многу мудра, многу стратегиски, значи со една визија се настапува и не е да ги добиеме овие избори па после ќе видиме што ќе правиме. Исти стана збор, господи Јанковска, за концепт. Ете, Црвенковски на последниот митинг во Скопје имаше една реченица која мене ми остана. Во впечаток вели: не знам што да ви кажам. Во изминатите 9 месеци со сите вас кои сте овде на овој митинг, сум се видел во очи или сум се ракувал. Знаете, на тоа може да се спротиста и веројатно тезата која би можел да каже Груевски на својот митинг во Скопје. На сите кои сте овде на плоштадот, овие 7 години сум им завршил барем по една работа. И доаѓаме до една апсурдна ситуација. Груевски да го има реализирано ветувањето на Црвенковски по еден вработен од секој семејство, Груевски во овие 7 години по моето семејство нема завршено, но има завршено веројатно 2 работи на некој друго семејство што ме комшија, има веројатно реализирано ветувањето по една работа, завршено за секој семејство во Македонија. И тој концепт негов победи на изборите. Не дека они го сакат, не дека смета дека води одлична политика, туку дека има завршено одредени работи. Тоа е суштината на клиентелистичка политика. Значи, вие го правите зависен гласачот, па кој сега одмерува не само помало зло, туку и она што сега сигурно го има во джебот за нешто што некој му го ветува, или како викаат подобро врапче врака отколку
голапна гранка. За жал, тоа е општата социоекономска ситуација која ги прави гласовите ефтини, луѓето размислуваат. Ја не ги осудува, мислам, тоа е таа прагматична призма. Сега не може сите за идеали да гласаат, ама тоа, особено во малите места, многу функционира. Вие на Фейсбук... И сега вие настапувате со големи идеи кои малите луѓе, односно овие не доле, не може да ги видат да ги доживеат. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија. Останете со нас, погледнете ги рекламите и подоцна се враќаме да одјавиме емисијата. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ на Универзитетската клиника за кардиологија во Скопје. Размисли уште еднаш. Дали се уште користиш компјутер од минатиот век? Нормално дека не. Тогаш замени ги старите светилки со нови штедливи. Размисли и заштеди. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Блокмакс ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Евтов, почитувани гледачи. Ние се гледаме идниот петок во истото ова време. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.